Продолжуваме понатаму, како што најавив, минути во кои што ќе разговараме на интересна тема како технологијата се користи во војна или во воени активности. Со нас треба да го имаме Иван Ивановски од Prime Capital. Иван, дали се слушаме, дали се гледаме? Да. Супер, добро се вечер, слушаме, ти мислам дека благодарам добро што ме прифати да бидеш вечерва со нас. За почеток кажи ми, ќе зборуваме конкретно за компанијата Palantir, како им помага на американците во воените активности против Иран? Прво, фала ти на поканата и сакам да ти посакам успешна емисија, успешен старт. И сега ќе продолжиме со разговорот околу Palantir. Како им помага? На кратко, значи, Palantir е уствари како на обичен човек, ако треба да објаснам тоа ви, како ChatGPT, ама за воена индустрија. И што прават они уствари? У суштина ги собират сите податоци кои ги имат од камери, од сателити, од разузнавачи, од моментална ситуација на дронови, авиони и слично. И сите тие ги стават во еден AI модел и како на ChatGPT што може да му пишуваме и да разговараме со него, истото го прават луѓето од Пентагон или луѓе кои што треба да дадат одредена задача. Што се постигнува со тоа? Со тоа се постигнува многу по прецизна и по структурирана акција, заради тоа што имаме многу податоци и со самиот AI софтвер може да се оркестрират голем број на различни операции кои што тековно се случуваат у позадина. Класи ја имаат во своите портфолија. Зошто одлучувате да ја имате и какви резултати имате до овие моменти, односно како треба да се одлучи дали во одредена компанија треба да се верува поради нејзината моќ, бидејќи знаеме дека цената на берзата моментално не е висока, но пак бележиме еден голем раст од саботата до денес, например. Да, самото тоа што имаме одреден раст и немавме продолжување на падот, тоа самото право ни кажува дека луѓето едноставно мислат дека Америка има целата ситуација под контрола и дека ова нема да ескалира во поголеми граници. Моментално гледаме дека одредени вести, ако може да забележат и гледачите у примаркет, посебно вчера и денеска, па имавме големи осцилации, од кога се отворе берзата, врате се малце назад. А инаку, точно за Palantir и како ја препознав ја Palantir, тоа ми е главни уствари competitive edge на мене да анализирам и препознавам high growth компании, посебно од технолошкиот сектор. И на Prime класија имам зборено повеќе од 2 години, заради тоа што многу добро го истражував AI секторот и посебно и оваа гранка, заради тоа што знам дека тие што ќе имат у блиска иднина AI доминацијата ќе бидат главни. Заради тоа и Америка не дозволува да купува Кина чипови од Nvidia, за да не можат со вештачка интелигенција да ги достигнат. 100% сум сигурен дека наредните војни нема да се водат со луѓе, највеќе ќе бидат со дронови и со беспилотни летала, кои ќе бидат оркестрирани сите со AI. Додека траеше тука баш видеото од Palantir,
може гледачите да забележат, значи како функционира. Самиот AI може да зададе некоја цел или да селектира одреден таргет и автоматски сите сателити, камери, информации од авиони заедно комуницираат. Онака замислете си, тоа треба да бидат, нели, ја па воено не ги разбирам работите тоа како чети баталиони, па меѓусебна комуникација. Сметајте дека сите тие работи на едно место, дека не треба тај што ја контролира, пример, авиацијата да комуницира со тај што е пешадија или од морнарица. Значи, сите тие на едно место ги има податоци и сите тие податоци директно се добива. Значи, баш како на ChatGPT е многу добар пример. Ако претходно на вас ви требало да одете и на Google да пребарувате за нешто и да отварате еден таб, друг таб, трета, четврта страна, сами да читате по форуми, на крај сами да донесете некој заклучок, па да го пренесете тај заклучок, сега пример со AI агент директно поставуваме прашање, добиваме одговори. И тука пример, ако се одреде некој таргет дека треба да се изврши, оно автоматски ќе ги оркестрира сите, дали авиација, дали пешадија, дали морнарици, сите за да ја постигнат истата цел. И таа AI доминација веќе долго време ја гледам преку Palantir и тука имат огромен компетитив edge, имат многу голема доминација овај сектор и немат ни приближно некој блиску што го праве ова и што може да им парира на нив у оваа работа. Иван, интересно и прашањето со која брзина се обработуваат тие податоци и еве хипотетички да зборуваме доколку Иран планира одреден напад. Колку брзо тие податоци може да се повлечат, да се добијат, да се обработат и да се донесе одлука како спротивната страна ќе заземе страна или како ќе возврати на тој удар. Супер ти е прашањето и тоа се real-time податоци и огромна група на податоци, посебно и од видеа и тоа сега што го спомна како ќе одговоре. У моментот се уште се користе AI со помош на човек. Значи, доколку треба нешто да се изврши, AI ќе изгенерира, ама секогаш бара сега потврда од човек. Последните мои истражувања што гледам и за Palantir и за AI како сакат да функционира, тука се бара да може AI и сам да донесе одлука и да ја реализира истата одлука. Тука се јавува малце по специфичен проблем заради тоа што доколку се направи било каква грешка или било што, ќе се окривува како па AI тоа го направи, оно донесе одлука да се направи тоа и тоа. А вака сега има уште еден како филтер дека мора некој човек тоа да го забележе, да го види и да даде конфирмација за истото. Не знам дали ќе се дојде до момент дека AI вкупно се ќе одлучува само за се што да направи, но тука станува малце по-деликатна и по-комплицирана ситуацијата. Инаку, од самото добивање на информацијата до реализирање на самата информација е многу кратко времето. Посебно процесирањето на информациите веќе кои ги има, тоа се извршува и у дадени ситуации и у милисекунди. Имаме официјални податоци, например, не знам, американците или базите кои што го користат во моментов овој софтвер? Па, види, моментално дури имаше информација дека камерите кои што се поставени Техеран, како нашите тука што се Safe City камерите, дека самиот Израел имал како
хакерски напад и веќе повеќе од 2-3 години ги собира податоците и ги црпе, плюс од нивните интерни камери, плюс од софтвери за комуникација и се. Значи, Palantir е алатка дека се собират еден тон на различен тип на информации, врз база на тоа донесува одлука. Значи, не е работата дали некоја база го користе, туку ово е целокупен софтвер дека едноставно го хранат само со многу податоци. Како на почетокот ChatGPT што имаше податоци постари, пример, неколку години у постарите модели, како се зголемува моделот, се хране со се повеќе и повеќе податоци и станува се по-паметен. Истото се случува и тука. Полнат го самиот модел со многу различни работи. Прво, за гледачите ќе им биде интересно, пошто сигурно не го следат толку Palantir како мене со години. Прво, како е настанал, тимови од програмери се биле цело време уклучени и у ЦИА и у Пентагон, и додека се трајале операции на стандарден начин, они се гледале како функционираат тие операции, кој со кој комуницира, па кој даде наредба што направи, и се размислувале и се доваѓале до решение како да го оптимизират целото тоа, за да нема толку леери на комуникација и одобрување, туку сите податоци како да додат на едно место и самото AI да донесе одлука. Слободно, ако нешто околу ово може да на мене ми се јасни работите и не знам убаво да го објаснам, нели, слободно ме допрашај работи што мислиш дека фалат у целото ово. Да, можеби пред крајот само да подсетиме дека токму ти пред повеќе од месец дена, кога се случи приведувањето, апсењето на претседателот на Венецуела, неколку дена ти претходно зборуваше за ПИЦА индекс. Што значи тој ПИЦА индекс и како тој ПИЦА индекс носи вести од Пентагон или пак од луѓето кои што се носат во Пентагон дека се подготвува некаков напад во друга држава? Да, тоа е онака стар индекс, има и веб страна и на Твитер исто има. Значи, што се случува? Само го пратат зголемувањето на продажба на пици околу Пентагон, например на Доминос пица и слично, и секогаш се случува да кога ќе се зголеме продажбата на пици околу Пентагон, тоа значи дека остануваат повеќе луѓе, доваѓаат повеќе луѓе, работат нешто, спремат, и у таква ситуација обично после некое време се случува некоја акција. И баш тоа го коментиравме, тоа беше на лайв на Prime Class, дека се зголемува индексо и тога и се комуницираше дека ќе има некој напад на Венецуела. Исто и нападот на Венецуела беше оркестриран од страна на Palantir, и може исто да забележите и на берзата дека после венецуелскиот напад имавме спајк онака кај Palantir, и сега после Иран повторно цената на акцијата расте заради тоа што се коментира и се гледа нивната надмоќ. Ако претходно е требало за некоја операција да се изврши е требало и многу време и многу грешки и не е било толку прецизно и брзо, сега гледаме како за рокот 24 сата доваѓат до главната цела. Ама тоа е се со помош на AI, од тркувањето од информациите внатре. Значи, они си ги имале примери камерите тука цело време и го знаат патерно и како се повторува што ќе се случи, дека би можел да иде на следно место. Ако помине од тука, дека е 99% пример шансата да иде следно. И сите тие патерни AI ги распределува и им е многу полесно да дојдат, да ги склопат коцките и да дојдат до вистински информации. После 3-4 години ќе видите дека
војните ќе се водат на многу поразличен начин од сега и AI уствари е како на времето претходно што е било нуклеарното оружје и што е имало трка кој прв ќе дојде до неа, истото е и тука. Заради тоа ќе повторам, на Кина не и се дозволува да ги купува најновите чипови од Nvidia, заради тоа што Америка сака да дојде прва до ваков тип на AI надмок што ќе може да го искористи у воената индустрија. Да, интересен показател кој што бил точен неколку пати до сега во историјата. Може би моментот кој што сите го очекуваат на крај да разјасниме, па еве и за студентите на Prime Class, дали е сега вистински момент да се инвестира во Palantir? Па види, ние обично викаме дека најдобар момент е кога обично другите се у паника или кога акцијата пример ќе дојде до некој all time low. Инаку Palantir си носи и свој ризик заради тоа што нејзиното PE ratio или цената на акцијата врз основа на профитот што го прави е многу високо. Така да она е на некој начин скапа и преценета акција. Одличен момент беше пред 2-3 години кога немаше толкав хајп, кога ние пикиравме и кога ги дознавме овие работи и само беше прашање на време кога акцијата ќе експлодира и тогаш беше по цена од 20, а Palantir стигна 180, 190. Така да најдобро е кога другите се у паника или кога не веруваат у некој продукт, а вие сте сигурни дека тоа ќе успее, тоа е најдобриот момент. Сега можеби не е до толку добар момент, но ако некој нема изложеност према неа, мислам дека оваа компанија у наредните 5 до 10 години ќе биде у групата на трилионски компании. Да, интересни теми и ставови, особено како технологијата и вештачката интелигенција се користи во денешните војни, многу поразлични од оние кои што сме ги зачувале низ историјата. Иван, ти благодарам многу за одвоеното време и за одговорите. Фала, Јовица. Благодарам, тоа беше Иван Ивановски, со кого разговаравме во однос на компанијата Palantir, која што се користи и како таа помага кај американците во однос на планирање, детекција и насочување на напади, особено со користење на вештачка интелигенција и брза обработка на податоци, како што слушнавте, дури во реално време, што во минатото беше незамисливо. Тука некаде е и крајот на денешното ноќно студио. Се надевам дека со нашите гости успеавме да изанализираме од повеќе аспекти она што се случува на Блискиот Исток. Јас ќе ве замолам да кликнете лайк и subscribe, да оставите и коментар под нашиот лайвстрим, така не поддржувате нас да продолжиме и понатаму и секој вторник и четврток од 20 часот да носиме актуелни теми кои што директно ве засегаат вас. Ви благодарам за вниманието до вербата, пријатна вечер.